Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Јас од своја страна сакам да му препуштам место на Светиот Дух. Бидејќи од мене нема што да научите, а од Светиот Дух може да научите многу. Денови ве размислував за Светиот Дух, малку повеќе од вообичаено, меѓу другото затоа што и учествував во дискусиите на интернет на таа тема и се надевам дека еден брат, некако успеав да го заинтересирам да проучува повеќе самостојно на таа тема, бидејќи и тој како и сите ние во суштина сме склони да се поведуваме по нечие влијание, без ние самите лично да се утврдуваме во она што го веруваме или во она што го застапуваме. И тоа не е само случај со верата, туку воопшто во животот. Луѓето се склони да се поведуваат по нечие влијание, луѓето се склони да се групираат, луѓето се склони да следат човечки авторитети. Но ние би сакале да се подсетиме на единствениот авторитет на вистината, кој што самиот Господ ни го најавил, оне кој што за кого е речено дека ќе не води во секоја вистина. Кој е тој? Светиот Дух. Еднаш зборував за Светиот Дух, тоа беше темата под наслов 50-ница некаде минатото лето, па синоќа малку ги прегледував сите тие предходни снимени проповеди. Ме интересираше дали случајно сум зборувал откако се снимаат проповедите. Не, за пред тоа знам, но откако се снимаат дали сум зборувал на конкретната тема на која што сакам денес да зборувам, а тоа е крштевањето на Светиот Дух, крштевањето со Светиот Дух. За време на поуката видов, не ви одмине тоа од вниманието, го поставивте во два наврати прашањето зошто Христос зборува за доаѓањето на Утешителот, за доаѓањето на Светиот Дух по неговото заминување, иако Светиот Дух е секаде присутен. Не е некој што е одсутен па треба да дојде, или што е ваму, а не е онаму, и така натаму. На што мисли Господ кога вели ќе го пратам Светиот Дух, ќе го замолам Отецот да го прати Светиот Дух? Бидејќи Светиот Дух исходи од Отецот, како што самиот рекол во Јован 15:26. Дури во една прилика се сеќавате, и за тоа ќе зборуваме, бидејќи се уште не дојдовме до последната глава од Евангелието по Јован, Исус ќе им дувне, воскреснатиот Исус ќе им дувне на учениците, ќе им рече примете Дух Свети. Па сепак, тоа не е тоа што тој го најавува за 50-ница. Ќе ви го пратам Духот Свети, Утешителот ќе дојде кај вас. Се сеќавате кога Петар одговорил, Матеј 16 глава, ти си Христос, синот на живиот Бог. Што му вели Исус? Значи, мијата сабота се сеќавате зборувавме што мислат луѓето за Христа, а потоа Исус ги прашал што мислите вие. Петар дал точен одговор. Исус го пофалил тој одговор, не го пофалил Петра, докато го пофалил тој одговор, затоа што тој одговор не бил резултат на Петровата мудрост, туку што вели Исус? Бидејќи ова не ти си блажен. Значи, Петар бил блажен. Петар бил благословен заради тој одговор.
Но не бил пофален, бидејќи не е резултат на неговата мудрост. Бидејќи тоа не ти го открија крв и месо, туку кој? Исус конкретно вели мојот Отец кој е на небесата. Што е во суштина исто, бидејќи Духот доаѓа од Отеца. Тогаш, пошто е различна педесетница, ако Светиот Дух и на Петра му откривал вистини далеку пред Христовата смрт, ако и по Христовото воскресение Исус им дувнал на учениците велејки примете Свети Дух, зашто сепак зборува за педесетница како за оној вистински настан, кога доаѓа Светиот Дух, кога се излева Светиот Дух, кога доаѓа утешителот. Вие рековте затоа што тоа беше излевање, тоа беше изобилие. Педесетница беше, значи, еден посебен чин. А јас тоа би го нарекол, тоа беше крштевањето со Светиот Дух за апостолите. Без да бидат крстени со Светиот Дух, тие не можеле да ја започнат својата мисија. Можеле да започнат, односно во тоа време не можеле ниту тоа, било каква човечка мисија. Без Светиот Дух не можеле да ја започнат Божјата мисија, Божјото дело. Господовиот бизнис не може да го започнат без него, бидејќи не е нивен. Ова е многу битно да го разбереме. Кој треба да не води ако сакаме да вршиме Божјо дело? Кој ги водел апостолите кога вршеле Божјо дело? Го почитавте стихот, Олгица го споменуваше, во Дела 13 глава. Кој е тој што побарал Варнава и Павле да бидат ракоположени на еден црковен собор во Антиохија, за да потоа бидат испратени од него на нивните мисионски дела? Тоа бил Светиот Дух. Светиот Дух рекол. Читаме понатаму во делата на апостолите, Светиот Дух е тој што во други прилики, во други наврати ги управувал апостолите каде да одат и каде да не одат. Лука вели, сакавме да влеземе во Понт, во Витанија и таму да проповедаме. Во Витинија, се извинам, во Турција. Но Духот ни забрани. Зошто? Бидејќи Духот имал план тие да отидат многу подалеку отколку што допираа нивните човечки планови во тој момент. Да отидат во Македонија, да отидат во Европа. Значи, да не влезат во некои провинции во Мала Азија, туку директно да преминат во Македонија. Тоа бил планот на Духот. Човечка стратегија, човечка филозофија не би можеле да смислат таков план. Во врска со крштевањето, би сакал да прочитам најнапред еден многу познат стих. Овој стих, токму затоа што знаев дека некои браќа имаат проблеми со него, уште пред 4 години кога дискутиравме тука, и лично со некој од нив, а и на интернет, и пред тој и потоа. Го споменав уште еднаш оваа седмица во нашата интернет дискусија. Евангелие според Матеј, 28 глава, 19 стих. Внимавајте, некои браќа имаат проблем со овој стих, до таму што
За некој од нив знам дека порано тврделе дека овој стих, библиски стих, значи не цитат од Елена Вајд, дека овој библиски стих е фалсификат. Дури ја цитира католичката црква дека наводно бил фалсификат. Има некои изјави така од некои католички теолози на таа тема. Одете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. И сега, приговорот, што мнозина искрено го поставуваат, па дури и се сомневаат во веродостојноста на овој стих, а сепак е многу сериозна работа да се сомневаме во веродостојноста на библискиот текст. Во тој случај, ако не постои ниту еден ракопис кој што би содржал поинаква верзија на овој стих, ако сите ракописи што постојат го тврдат ова што ние го прочитавме во 19 стих, и ако тврдиме дека тоа фалсификат, значи Библијата што допрела до нас, до наше време, не е веродостојна. Тогаш треба да веруваме во католичката традиција. Библијата не би била веродостојна. Самиот Исус им рекол на учениците, одете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Тука се споменуваат трите лица, Отецот, Синот и Светиот Дух, заедно. Приговорот, што мнозина искрено го поставуваат е дека секаде во делата на апостолите, каде што читаме дека се крштавале верници, извештајот вели, апостол Лука вели дека се крштавале во името Исусово. Имаме ли такви примери? Се разбира дека има. Да прочитаме некој од нив. Значи, ќе отвориме во делата на апостолите. Токму затоа бев поттикнат да зборувам на оваа тема, за да видиме зошто делата на апостолите, кога некој се крштевал во тоа време, во апостолската црква, апостол Лука тоа крштевање го нарекува крштевање во името Исусово. Како? Одма отиде на 19? А јас ке го... Да почнеме малку од понапред, и јас мислев така. 19-та, добро што ти се отвори таму. Да, добро што ти се отвори таму, бидејќи тоа е за мене крунскиот текст на целото наше проучување. Да, не е случајно, се разбира. Светиот Дух е под контрола. Значи, да отвориме на самиот почеток во втората глава, ја спомена брат Зоран. Всушност, таму, во дела втората глава, го имаме и првото масовно крштевање на верници по Педесетница. И што ни се кажува таму? А Петар им рече, покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исус Христос за простување на гревовите и тогаш ќе примите дар од Светиот Дух. Тоа е самиот говор, самата проповед на Педесетница. Имаме ли сега некои конкретни случаеви на крстевање? Потоа во книгата на делата на апостолите.
Дали би сакале да пронајдете некој таков пример? Малку да ве вработам, да ја листаме. Не целата Библија, туку делата на апостолите. Значи, од 2 глава, па натаму. Каде одиме за да најдеме некој пример на крштевање? Корнилие. Тој е дори во 10 глава, нели? Добро. Јас мислев да споменам некои интересни стихови во 8 глава, што е пред неја. Но ајде, бидејќи го споменавте Корнилие, да видиме што се случило таму. Корнилие е првиот незнабожец крстен во Христовата црква. Пред Корнилие, значи пред 10 глава во Дела на апостолите, кој се крштевал и влегувал во Христовата црква? Само оние евреи кои што поверувале. Значи, само евреите кои што поверувале во Христовото Евангелие и во проповета на апостолите се крштавале и станувале верници на Христовата црква. Зошто другите не го правеле тоа? Зошто други, значи незнабожците, не се крштавале пред Корнилија, пред 10 глава? Затоа што апостолите воопшто и не им проповедале на други народи до тогаш. Дали имале намера да им проповедаат? Нели Христос им рече: одете по целиот свет и научете ги сите народи? Нели во 1 глава при своето вознесение им рече: ќе биете мои сведоци и во Јерусалим, во Јудеја, Самарија и по целата земја? Меѓутоа, во 10 глава гледаме дека за да отиде првиот апостол, Петар, да му проповеда на Корнилиј во Кесарија и на целиот негов дом, требало да интервенира Светиот Дух за да го повика на една таква мисија. И тоа на надприроден начин. Требало да му даде визија да отиде и да им проповеда на незнабожците. Да не беше Светиот Дух, да не беше оваа визија, да не беше оваа наредба, така да речам, дали Петар ќе отидеше да му проповеда на Корнилиј? Не. Зошто немаше да отиде да проповеда во домот на Корнилиј? Затоа што Корнилиј бил незнабожец, а тоа би значило нечист, а нито еден евреин како Петар, дури не како крстениот Петар. Петар, исполнет со Светиот Дух од 50-ница наваму, не би влегол во домот на Корнелиј и таму да има работа со тие незнабожци, да седи и да јаде на нивната трпеза, или со нив да разговара во нивниот дом. Тоа за него било нешто несфатливо. Тоа било за него опоганување, осквернување. Светиот Дух требал да интервенира за да се направи ова мисионско дело со првиот крстен верник од незнабожците. Сепак, да отвориме прво во 8 глава и да видиме што се случувало во времето кога само евреи, се уште само евреи се крштавале во Христовата црква. Значи, тука забележуваме еден интересен редослед, еден вид процедура по која што верниците се крштавале. Која била таа процедура? Значи, на почетокот на 8 глава, прво се зборува дека се случил еден голем прогон на црквата во Ерусалим, се разбира од кого? Од јудејците, од еврејските водачи. И сите, освен апостолите, се распрснаа по пределите на Јудеја и Самарија.
Зошто Господ дозволил прогон врз црквата во Ерусалим? До тогаш сите заедно живеат во Ерусалим. Заедно се причестуваат, заедно јадат, заедно пијат. Дури продава имот, парите ги носеа кај апостолите и се им беше заедничко. Затоа од Христовата црква потекнува поимот општина или комуна. Се им беше општо, односно заедничко. Били исполнети со Светиот Дух сите верници до тогаш, крстени и обратени во Ерусалим. И што било проблемот? Проблемот е што тоа им било убаво, тоа им било арно. Сакале да си останат така заедно, на едно место. Имало и проблеми, кај што има многу народ, има и проблеми, се разбира. Читавме таму за проблемите што ги имале вдовиците од хеленистичките евреи. Па читаме за случајот со првиот ѓакон Стефан, кој што потекнувал од тие евреи, па како тој завршил со мученичка смрт потоа. Но Господ дозволил црквата во Ерусалим да биде прогонета, за да биде распрсната и да почне сега да проповеда и да мисионира по другите земји. Истовремено се зборува како Савле се уште бил непријател и гонител на црквата и по смртта на Стефан. И понатаму ни се зборува за мисионското дело од 5 стих надолу на ѓаконот Филип. Сите освен апостолите беа распрснати и сега гледаме како ѓаконот Филип го проповеда Словото Христово по Самарија. Меѓу другото и со големи чуда, не само со зборови, кои што Светиот Дух ги правеше преку него. Да не го читаме и случајот со Симон Магот, оној кој што помислил дека големата Божја сила, која што го прати Филипа и неговото дело, може да се купи за пари. Но интересно е што во 13-тиот стих, пред да понуди пари за да го купи Светиот Дух, текстот ни кажува дека поверува, тогаш поверува и самиот Симон. Замислите, еден магесник, еден вештер, еден врачар, волшебник, како сакате наречете го. Човек кој што бил орудие на нечистите духови, но кој што се воодушевил на она дело што Светиот Дух го правил преку Филипа. 12 стих пред тоа вели дека значи, многу народ го слушале овој Симон внимателно и се восхитувале на неговите магии, но кога му поверуваа на Филип, кој го проповедаше Евангелието за Царството Божјо и за името на Исус Христос, почнале да се крштаваат мажи и жени. Тогаш поверува и самиот Симон и откако се крсти, постојано го придржуваше Филип. Симон поверувал, забележавте, и што? Се крстил, ни се кажува тука. Поверувал и се крстил. Но што немало? Се уште. Кај него, за жал, никогаш и не дошло. Светиот Дух. Зошто кога Симон поверувал и се крстил со вода, во вода, зашто не го примил веднаш Светиот Дух? Ова не е случај само со Симон. Тоа не било случај со никого до тоа време. Значи, додека само евреи ја сочинувале Христовата црква, процедурата за крштевање била
оние евреи, значи само на евреи им се проповедало Евангелието, оние што поверували и го прифаќале Христа за Спасител, се крштева во Христовото име, ни кажува на многу места Лука во делата на апостолите, а јас верувам дека, бидејќи во делата на апостолите не ни се кажува конкретно каква била крштеничката формула, но јас верувам дека апостолите ги крштевале своите крштеници со формулата во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Од каде го знам тоа? Од Матеј 28:19. Лука не ни кажува каква била формулата на крштевање во било кој случај споменат во делата на апостолите. Туку само ни кажува дека тие што се крштавале во името Христово. Тоа не значи дека во формулата ги немало Отецот и Светиот Дух. Уште помалку, значи, има врска со вистината, она што го прават и Јеховините сведоци, како што беше споменато. Крштевање во името на Јахве. Такво нешто не постои во Новиот Завет. Но зошто? Иако учениците крштавале во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, зошто Лукас вели дека се крштавале, значи, само во името Христово? Тоа е на битното што сакаме да го одговориме денес. Да продолжиме. 14 стих. Значи, вториот дел 13 стих не кажува како овој Симон, колко се крсти, постојано го придружувал Филип и гледајќи дела големи и чудеса што се вршеа, самиот тој се восхитуваше. Кога слушна апостолите што беа во Ерусалим, дека Самарија го примила Словото Божио, ги пратија кај нив Петар и Јован. Зошто ги пратија? Па нели Филип ги крштевал луѓето? Секој што поверувал, се крштевал. Зошто апостолите сега ги праќаат кај оние што веќе се крстиле, Петар и Јован ги праќаат кај нив? Значи, самиот текст ни кажува, тие штом слегоа, се помолија за нив, за да го примат Духот Свети. Дали ја забележувате сега процедурата? Значи, оние евреи кои што поверувале во Евангелието, во Христа, и се крштавале во Негово име, автоматски не го примале Светиот Дух се уште. Тоа била до тогаш една процедура во делото на евангелизирање и мисионирање. Каков е случајот со самите апостоли? Апостолите кога биле крстени со Светиот Дух? Дури на Педесетница. Пред тоа и оделе со Христа, самите биле крстени со вода, уште веројатно од Јовановото крштевање. Самите крштавале, читавме во Јован 3 глава на времето. Меѓутоа, ниту едно од тие крштевања не било крштевање со Светиот Дух. Само едно крштевање на еден евреин пред Педесетница било крштевање со Светиот Дух. Кој било тоа крштевање? Како? Христовото, точно, да. Христовото крштевање. Значи, само едно крштевање што го извел Јован на реката Јордан било крштевање со Светиот Дух. Тогаш апостолите положија над нив раце и тие го примија Светиот Дух. И понатаму се кажува за гревот што го направил Симон и укорот, тешкиот укор и проклество што го добил заради тоа. Ние тоа нема да го читаме. И сега ќе преминеме на 10 глава. За жал, времето не ни дозволува да читаме и некои други примери од делата на апостолите, например самото обраќање Павлово и неговото крштевање. Но да преминеме на Корнелиј.
Значи, Петар заменува во неговиот дом, после сите тие чудесни визии, што ги примиле и едниот и другиот, и Корнелий во својот дом, и Петар во Јафа, денешна и Јопа тогашна, на брегот на Средоземното море. Во 34 стих од 10 глава се зборува дека Петар ја отворил устата своја и почнува цела една проповед за Исуса Христа и неговото воскресение. И 43 стих, каде што завршува ова проповед, односно делот што се цитира во Библијата, самиот Петар вели: сите пророци сведочат за тоа дека секој што ќе поверува во него, значи во Христа, ќе добие простување на гревовите преку неговото име. Значи, до сега Петар проповеда, забележувате. До сега се уште никој во домот на Корнелий не се крстил. Значи, не бил изведен никаков верски ритуал. А не заборавате дека ова биле незнабожци, што значи дека мажите во тоа семејство биле необрезани. Значи, ниту еден од нив не бил обрезан, ниту еден од нив не бил евреин, и се уште никој не се крстил со вода, бидејќи до сега Петар само проповеда, само им сведочи, само им зборува во неговиот дом. И што се случува? 44 стих. Додека Петар уште ги зборуваше тие зборови, Духот Свети слезе над сите што го слушаа Словото. А обрезаните верници што беа дојдени заедно со Петар се изненадија, вели, што дарот на Светиот Дух се излеа и над незнабожците. Се поставува прашање, зошто се изненадија? Што, зарем тие не очекувале дека незнабожците кога ќе поверуваат, ќе го примат Светиот Дух? Зарем тие мислат дека само евреите ќе се спасуваат? Не. Се разбира дека учениците знаеле дека треба да го проповедат Евангелието и на незнабожците, па според тоа, уште со Христовиот налог, треба да ги крштаваат незнабожците. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Па што е тоа што ги изненадило? Што се изненадило? Што било причина за изненадување? Се работи, значи, за необрезани луѓе, кои што по нивниот памет, по паметот на еврејските христијани, прво требало да бидат обрезани, прво требало да бидат очистени, според законот, потоа требало да бидат крстени со вода во името Христово, и потоа, дури потоа, апостолите да положат раце врз така крстените, за да го примат Светиот Дух. Овие не само што биле необрезани, туку се уште не бил изведен никаков обред на крштевање. Не биле крстени ни со вода се уште, а текстот вели дека Светиот Дух слегол на сите што го слушаат Словото. Овде гледаме прв случај, Светиот Дух, како што самиот Христос најавил во разговорот со Никодим во Јован 3 глава. Дува таму каде што тој сака. Ова е прв случај каде што Светиот Дух ја крши собствената процедура што до тогаш постоела и владеела во неговата црква. Се уште не биле крстени со вода, а веќе го примиле Светиот Дух. И 46 стих вели, зашто ги слуша како зборуваат на разни јазици и го возвеличуваат Бога. И дори пото 47 стих, може ли некој да ја забрани водата за да не бидат крстени оние кои го примијат Духот Свети како и ние? Сега овие се крстија веќе со Свети Дух. Може ли некој да им брани да бидат крстени со вода? Се разбира не.
и им заповеда да бидат крстени во името на Исус Христос. Еве го повторно. И тука апостол Лука ни вели дека биле крстени во името на Исус Христос. Зошто во делата на апостолите се вели дека кога верниците се крштавале во името на Исус Христос? Тука не сака да се нагласи дека не се крштавале во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, како што Исус заповедал. Ниту пак во делата на апостолите ни се кажува како гласела крштеничката формула кога се крштавале. Туку апостол Лука сака да нагласи нешто друго. Сака да нагласи дека крштевањето во името на Исус Христос е нешто посебно од кое крштевање. Сака да се направи еден друг контраст од Јовановото крштевање. Дали евреите знаеле што е тоа крштавање и дали се крштавале со вода уште пред Исус, уште пред апостолите, уште пред Петдесетница? Да, тоа читаме на многу места во Евангелијата. И пред Јован Крстител постоело крштавање. Тоа било еврејски ритуален чин, обред, кој што символизирал миење, перење на гревовите, покаяние и така натаму. Велејќи дека верниците се крштавале во името на Исуса Христа, Лука сака да нагласи дека тоа крштавање во името Христово е нешто посебно, нешто различно од сите до тогашни крштавања. Во што е разликата? Разликата е Светиот Дух. Гледаме дека до Корнелија евреите што верувале во Христа, што ќе поверувале, се крштавале со вода, а дури потоа го примале Светиот Дух, откако апостолите ќе положеа раце врз нив. Значи, само апостолите крштевале со Свет Дух. Филип бил дјакон, Ананија таму во Дамаск старешина. Сите други можеле да крштаваат дјакони и старешини со вода, но само апостолите крштавале со Свет Дух. Од Корнелија натаму што гледаме? Дека штом некој незнабожец ќе поверува во Христа, тој веднаш го примал Светиот Дух. Ако не веднаш како Корнелија, кога ќе поверувале, или како галатјаните, Павле им вели на галатјаните, кога ги примеле сите тие дарови, сета таа сила, сета таа благодат на Светиот Дух, не тогаш кога почнале да вршат некои дела на законот, туку тогаш кога поверувале. Значи и галатјаните, како и Корнелија и неговите домашни, го примеле Светиот Дух тогаш кога прв пат поверувале. Мнозина од нас може да го посведочат истото. Не требало ни да се чека крштевањето со вода, иако крштевањето со вода е посебен заветен чин, посебна благодат. И можеме да речеме слободно, прилика кога Светиот Дух се излева на посебен начин врз оние што се крштаваат. И токму затоа, во 19 глава, го имаме овој клучен текст за разјаснување на оваа тема. Додека Аполос беше во Коринт, Павле, откако мина низ горните земји, дојде до Ефес, овие горните земји се Македонија и Тракија. Таму сретна некои ученици и им рече, кога поверувавте, видите што ги прашува, кога поверувавте, примивте ли Дух Свети? Дури не ги прашува кога се крстивте дали примивте Дух Свети. Току кога поверувавте, примивте ли Дух Свети? Баш ме интересира дали постои некој друг библиски превод кој што поинеку го
поставил ово прашање. Кога поверувавте, примивте ли Дух Свети? А тие им одговорија, што одговориле овие ученици во Ефес? Ние не сме ни слушнале дека има Дух Свети. Денес се уште постојат такви христијани. Се викаат Јеховини сведоци. И може би некои други. Дали овие ученици го примеле Светиот Дух тогаш кога поверувале? Не. Тие дури не ни знаеле, не ни слушнале дека има Дух Свети. Веројатно било евреско потекло. Тој им рече, а како бевте крстени? Тие одговорија со Јовановото крштение. Павле рече, Јован крштаваше со покајно крштавање, велејќи му на народот да верува во оној кој иде по него, односно во Исус Христос. И 6 стих што ни вели. И кога Павле ги положи рацете над нив, слезе Духот Свети на нив. Тогаш тие почнаа да зборуваат на разни јазици и да пророкуваат. Многу интересно. Овој текст е клучниот текст во одговорот на прашањето зошто апостол Лука нагласува дека христијаните било каде во делата на апостолите, кога се крштавале во името Христово. Тие секако се крштавале во името на Отецот, Синот и Светиот Дух според крштеничката формула, бидејќи така заповедал Исус, нивниот Господ. Но зошто се нагласува само дека биле крстени во името Христово, бидејќи тоа е големата разлика. Христовото крштевање не е Јовановото крштевање. Христовото крштевање не е крштевање само со вода, туку е крштевање со Светиот Дух. Тоа е големата разлика. Спасението се прима и во спасението и во вечниот живот се влегува ако се крстите во Христовото име, односно со Христовото крштение. Зошто? Бидејќи само тоа крштение е крштевање со Светиот Дух. Како би одговориле ние, ако денес, значи секој еден од нас поединечно, како би одговорил? Ако денес некој ни го постави прашањето, кога поверувавте, го примивте ли Светиот Дух? Прашање за размислување. Јас си го знам одговорот за себе. Дали, браќа и сестри, сме имале искуство со Светиот Дух? Светиот Дух е најмистериозната личност. Светиот Дух не е некој и нешто што може било како да се детектира, да се измери со било какви инструменти. Да се осети може би некоја енергија во просторот. Нема ни такво нешто. Ни такво нешто не е можно. Некои мислат дека со помош на такви инструменти наводно може да се детектираат ангели, демони и така натаму. Но и ако е тоа навистина точно, со Светиот Дух и за него и тоа не важи. Единствена можност да се сретнеме, да разбереме дека постои Светиот Дух е да го доживееме, да ја доживееме, да ја примиме неговата благодат. Друга можност не постои.
Ако ние лично не сме имале искуство со Светиот Дух, тогаш ние не знаеме што е Светиот Дух. Тогаш и ние би можеле да кажеме дека не знаеме дека има Свети Дух. Може би слушаме, се зборува за тоа, се пишува за тоа, се проповеда за тоа. Меѓутоа, не знаеме дека има Свети Дух. Се додека не го доживееме, се додека не ја примиме неговата благодат, се додека не бидеме крстени со Светиот Дух. Нека му е фала и слава вечно. Амин.